Најави за денешните настани. И оваа сезона проблеми со такси превозот во туристички Охрид. Вевчани достоен чувар на традицијата, по 14-ти пат се одржа фестивалот по бражење. Започнува 6-тото издание на балканскиот поетски камп Ванчо Николески. Инспектор за прекограничен криминал крадел струја во Струшко. Започнаа големи војни вежби на САД и Јужна Кореја. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во првата половина од денот имавме умерено облачно и посвежо време. Во попладневните часови развојна нестабилност која што услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во вторник во северниот и северозападниот дел од Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Локални врнежи се очекуваат и во областа на Алпите, како и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Стабилно време се очекува во крајните северни и крајните источни предели. Максималните дневни температури ќе се движат од 24 до 34 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со услови за пообилни врнежи и услови за појава на невреме. Поинтензивни врнежи се очекуваат во попладневните и вечерните часови. Ќе дува до умерен слаб јужен и југоисточен ветер кој ќе достигне брзина до 15 км на час. Минималните температури ќе се движат од 11 до 22 степени, додека пак максималните дневни ќе бидат во опаѓање и ќе достигнат од 21 до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Ќе дува до умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во четврток претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 28 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува сончево и топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени.
Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. И оваа сезона стари проблеми во туристички Охрид. Голем број поплаки за такси превозниците. Одбиваат да возат кратки релации, не издаваат фискални сметки, наплаќаат двојно повеќе од утврдената цена. И оваа сезона голем број поплаки за некоректното однесување на охридските таксисти. Голем дел од такси превозниците одбиваат да возат на кратки релации, вадат цени од ракав, не примаат домашни гости ниту охриѓани, чекаат странци и подолги релации, не возат низ центарот на градот. Во сезона тешко се добива возило и во такси компаниите. Најчесто телефоните им се исклучени. Граѓаните се жалат на потценувачки однос кон патниците. На нашите суграѓани не саке да вршат работа, си баре странци, со појќе пари. Ќе побереш нормален такси. Не влег би во тој такси ако те ради. Неќе релација овде низ градов, чекат нека подолга релација, можда дали и до Скопје, дали и до... Иначе би требало да се услужни, ако сакаме дојме напред на некој начин. Другачије систем имаат овде за вожња. Јас доаѓам пред кај банката и му викам, ајде ќе ме однесеш до Тамара. Ај види позади и тој на што личи тоа. Таксистот може да услужи на секој ден. Возачите на такси возила се должни да употребуваат фискален таксиметар и да издаваат фискална сметка на секој патник, но голем дел од нив не го прават тоа. Согласно ценовникот на сила, стартот е 50 денари, а секој изминат километар се наплатува 35 денари, односно 45 денари во ноќна тарифа, но одлуката не се почитува. Поплаки има дека таксистите наплатуваат двојно или тројно повеќе од редовната цена. 300 денари. 300 денари платив од автобуска станица до гимназија. Стално се возам со такси, барет појќе, ама ќе најдеш друг такси и ќе те префрлет по нормална цена. Платили смо 400 динара, али... Плативме 400 денари, ни требаше превоз и прифативме. Од овде, од нивната постојка до Стар град до Плаошник. Не се баш како што треба, не сакале да возат од овде донде, мало им било терено, мало пари, а то во Шведска не е дозволено. Имаме прашано, да, овде што се другари што ни се дојдени, но многу земале, да. И затоа не користевме, така пешки изјадевме сегде. Од општина Охрид велат инспекторите за патен сообраќај се редовно на терен и се во тек со случувањата по однос на такси превозот. Во текот на наредниот период најавуваат засилени контроли на превозниците, а военно ги охрабруваат патниците да ги пријавуваат нерегуларностите кај надлежните служби. За надминување на проблемите со такси превозот во Охрид, Хотам уште пред неколку години предложи униформирање на такси превозниците, јавно истакнати име, презиме, број на лиценца и јавно истакнат ценовник.
Вевчани достоен чувар на традицијата. По 14-ти пат се одржа фестивалот на народна култура Пображење во организација на културно-уметничкото друштво Дримкол. Фестивалот традиционално завршува денеска на празникот Преображение Христово. Вевчани деновиве е сцена на која се представува народната култура на 14-тото издание на фестивалот Пображење, кој завршува денеска на празникот Преображение Христово со концерт Вевчанска музичка приказна. Народната култура на својата земја оваа година во Вевчани ја презентира фолклорни ансамбли од Македонија, Хрватска, Словачка и Србија. Фестивалската програма, според организаторите, јасно укажува на автентичниот концепт и посебноста која произлегува од вевчанскиот дух. Навистина ни е драго што еве по 14-ти пат успеваме Вевчани да го претвориме во сцена каде што се представуваат уметници од повеќе области на народната култура. Со Пображење сакаме да дадеме допринос за развој на народната култура во државата, да ја промовираме, да нудиме можност народните култури од светот да доаѓаат тука, да го збогатиме општественото, културното живење во Вевчани и секако одлична понуда за туризмот, за сите туристи кои што се на на Охридско-Струшката ривиера и секако во Вевчани. Така да најважното е што Пображење, фестивалот за народна култура Пображење, стана препознатлив во Македонија и пошироко. Да ги едуцираме своите деца да си ја сакаат сопствената историја, култура и традиција, порача министерот Зоран Љутков во обраќањето на свеченото отворање на фестивалот, кој е под покровителство на Министерството за култура и туризам. Како Министерство за култура и туризам од наредната година ќе одвојуваме многу повеќе средства за овакви настани кои што ќе го имаат предзнакот на фолклорната традиција или на народната култура. Тоа е нашиот белег. Ние можеме да кажеме дека како земја сме и како народ прогресивни и дека сакаме да одиме напред и дека сакаме да влеземе во Европската унија, сакаме да ги исполниме сите критериуми, но се поставува прашањето како, со што ние ќе одиме, со што ќе бидеме препознатливи. И многу често бегаме од нашата култура и традиција, напротив, мислам дека треба да се вратиме кон своите корени, треба да си го препознаеме тоа што е наше, автентично, што е уникатно и да го негуваме и на тој начин да се презентираме пред европските земји со нашата култура, традиција и историја и да покажеме по што сме ние уникатни и единствени. Годинешното издание на фестивалот Пображење понуди богата програма, се одржа ликовна колонија, народната култура во Вевчани, инспирација за млади уметници, во чии рамки членови на детското ликовно студио Свети Кирил и Методи од Битола сликаа на различни локации низ Вевчани. Исто така во мултикултурниот центар во Вевчани беше отворена изложба на фотографии и моменти од авторот Антонио Стојчевски. Во рамки на фестивалот оваа година се одржа и тркалезна маса на тема традицијата и современоста еден напред, три назад, при што фестивалот го отвори прашањето за тоа дали македонскиот фолклор и традиција денеска се движат во вистинска насока. Културната дејност на општина Охрид представена пред учесниците на семинарот за македонски јазик, литература и култура. Целокупната дејност, тековните активности и континуираните проекти на општина Охрид во повеќе области од културата беа представени пред учесниците на 57-та летна школа на семинарот за македонски јазик, литература и култура што се одржува во Охрид. Своје обраќање пред семинаристите имаше председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски, кој упати голема благодарност за признанието синергии кое на општина Охрид и беше доделено во знак на поддршка и афирмација на македонистиката и континуираната соработка со меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура.
Општина Охрид е постојан поддржувач на бројни манифестации кои збогатуваат културната понуда на нашиот град и ги инспирираат граѓаните да се вклучат и да придонесат за општеството. Под покровителство на Општина Охрид во последните неколку години беше издадена едиција од 10 книги посветени на истакнати писатели и важни историски личности за Охрид и Македонија. Оваа едиција е гордост за нашиот град, сведоштво за нашата посветеност на зачувувањето и промовирањето на македонската литература и историја. Во овој момент можам со задоволство да објавам дека едицијата ќе продолжи да се збогатува со нови изданија, кои ќе представуваат уште еден влог во нашето културно наследство. Општина Охрид ќе продолжи да работи неуморно со визија за уште поголеми и позначајни културни проекти во иднина, истакна меѓу другото Божиновски во своето обраќање. Како дел од представувањето на Општина Охрид беше одржана и детална презентација на програмата за работа на одделението за култура, во која спаѓаат програмата за одбележување празници, манифестации, годишнини и јубилеи на значајни настани личности за Охрид, програмата за одбележување на личности и настани кои се од особено значење за општината со споменици и спомен обележја, програмата за културни манифестации и творештво и програмата за сите деца Културата расте со децата. Започнува 6-тиот Балкански поетски камп за деца и млади Ванчо Николески во организација на Друштвото за литература и култура Мацково. Годинава кампот е во знак на символично обединување на Вардар, Пирин, Егеј и Мала Преспа, велат организаторите. Во четврток 22 август традиционално во основното училиште Ванчо Николески во Лесковец свечено ќе биде отворен 6-тиот поред Балкански поетски камп за млади Ванчо Николески во организација на Друштвото за литература и култура Мацково. Учениците од училиштето, единствената институција кај нас која го носи името на родоначалникот на македонската литература за деца и млади, за свечениот чин подготвуваат посебна културно-уметничка програма. Учесници се млади надежни поетски имиња од Македонија, Бугарија, Грција, Албанија, Турција и Хрватска. Годинава како плод на воспоставената прекугранична соработка со Организацијата за литературно и културно активирање од Корча, Албанија, кампот внесува нова содржина, со тоа што еден ден, петок 23 август, учесниците и организаторите од Охрид и Црвена Вода, местото на раѓањето на Николески, ќе се префрлат во областа Мала Преспа во Албанија, регион населен со етнички македонци. Таму тие ќе бидат гости на своите другарчиња од средното училиште во Пустец, како и на општина Пустец, каде ќе ги прими градоначалникот Пали Колевски. Годинешните учесници ќе бидат примени во општините Охрид и Дебрца од страна на градоначалниците, ќе имаат можност да ја разгледаат богатата галерија на дела од ликовната колонија Дебрца во Белчишта, како и спомен собата на Николески во Црвена Вода, заедно со неговата родна куќа. Часовите за креативно пишување, односно поетските работилници, ќе ги води поетот професор доктор Христо Петрески. Младите поети ќе проследат и дел од манифестациите на Струшките вечери на поезијата, вклучително и поетскиот портрет на лауреатот на Златен венец за 2024 година во црквата Света Софија во Охрид. Манифестацијата ќе трае до петок 24 август. Балкански поетски камп за деца и млади Ванчо Николески се одржува под покровителство на Светската академија на поезија при ЮНЕСКО со седиште во Верона, Италија, додека финансиски е подпомогната од општините Охрид и Дебрца, како и од спонзори и помагатели. Кривична пријава за инспектор за прекуграничен криминал и миграција од Струга поради кражба на електрична енергија во неговата куќа во Делогожда, Струшко. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР до надлежното основно јавно обвинителство Струга поднесе кривична пријава против инспектор за прекуграничен криминал и миграција Струга во одделение за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија во регионалниот центар за гранични работи Запад поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен газ. На 11 јуни оваа година вработени во ЕВА на Струга констатирале дека пријавениот вршел неовластено преземање на електрична енергија на 3 фази во неговата куќа во село Делогожда, Струшко. Пријавениот кражбата на електрична енергија ја вршел од бандера на ЕВА преку електрично броило поставено во куќата на неговиот починат татко, од каде бил пуштен кабел за електрична енергија до неговата куќа.
Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди против обвинетиот ќе поднесе предлог за поведување на постапка за кршење на работниот ред и дисциплина, информираат од Министерството за внатрешни работи. Да погледнеме кои вести беа актуелни во светот денеска. 7 лица исчезнале, а 15, меѓу кои и едно дете се спасени кога потонала едрилица кај Палермо. На едрилицата имало 22 лица од Велика Британија, Нов Зеланд, Ирска и Шри-Ланка. Меѓу спасените имало и детенце помало од 1 година кое се здобило со полесни повреди, но превентивно било префрлено во детска болница. Се верува дека едрилицата потонала поради торнадо кој ненадејно ја зафатило областа. Потонатиот брод се наоѓа на длабочина од околу 49 метри, недалеку од брегот на Палермо, а норкачите продолжуваат со спасувачката мисија, пренесуваат италијанските медиуми. Војските на САД и Јужна Кореја денеска започнаа заеднички воени вежби чија цел е зајакнување на нивните одбранбени капацитети против нуклеарно вооружената Северна Кореја, која повторно ги обвини двете земји дека спроведуваат вежби за да ја нападнат. САД и Јужна Кореја рекоа дека заедничките вежби имаат одбранбен карактер и во последниве години ја прошируваат и продобруваат обуката за справување со заканите од северот. Вежбите кои ќе траат 11 дена до 29 август вклучуваат и компјутерски симулирани воени игри и повеќе од 40 видови теренски вежби. Според сојузниците, овогодинешната програма е фокусирана за зголемување на нивната подготвеност против различни севернокорејски закани, вклучувајќи проектили и сајбер напади, а исто така ќе ги одрази научените лекции од најодамнешните вооружени конфликти. Околу 19.000 јужнокорејски воен персонал ќе учествуваат на вежбите, кои ќе се одржат паралелно со вежби за цивилна одбрана и евакуација, кои ќе вклучуваат програми засновани на сценарија за севернокорејски нуклеарен напад. Русија се пожали на Германија поради низината истрага за експлозиите на гасоводот Северен тек во 2022 година, откако клучниот осомничен, кој инаку бил украински инструктор за нуркање, избегнал апсење во Полска, бидејќи Германија не го вклучила неговото име во базата на податоци за лицата кои се бараат. Москва верува дека германската истрага ќе биде завршена без да се идентификуваат одговорните, пренесува РИА Новости. Гасоводите Северен тек 1 и 2, вредни повеќе милиарди долари кои транспортираат газ под Балтичкото море, беа пукнати во серија експлозии во септември 2022 година, 7 месеци откако Русија започна целосна инвазија на Украина. Рекорден број хуманитарни работници загинале минатата година во конфликти ширум светот, додека оваа година може да биде уште попогубна, соопштија денеска Обединетите нации. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања објави дека во 2023 година загинале 280 хуманитарни работници во 33 земји, што е двојно повеќе од претходната година. Во извештајот се наведува и дека повеќе од половина загинале во првите 3 месеци од израелската војска во Газа. Канцеларијата најави дека оваа година може да има уште посмртоносен исход, бидејќи до 7 август животот го загубиле 172 хуманитарни работници. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!